Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Вечерва имам особена чест и задоволство да го поздравам Дарко Јаневски, главниот и одговорен уредник на Дневник, што туку беше и промовиран, и по мене еден од најдобрите, најјаките новинари во Македонија. Господине Јаневски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Дефинитивно се етаблиравте во самиот врв на македонското новинарство, иако сте скромен човек, но дозволете ми овие работи кои искрено ги мислам за вас, да ги споменам затоа што не само што изминативе години се докажавте со таа работа како новинар и со она што го правевте и пишувавте, туку меѓувреме се зафативте и со поодговорна работа. Во меѓувреме, пред да преидете во МПМ, поточно во Дневник, како главен и одговорен уредник, работевте во Нова Македонија. Исто бевте уредник на некој начин како ВД, ако не се лажам. Така некоја функција беше. Па не, тоа беше значи краток период додека се јави еден вакуум простор меѓу заминувањето на стариот главен уредник и доаѓањето на новиот, и бев замолен да помогнам во тој меѓупериод. Потоа останав како заменик на главниот уредник во Нова Македонија. Сега дојде до промена, официјално тоа ќе биде од 1 март. Тоа е стандардна процедура. Едни циклуси се завршуваат, почнуваат нови и ќе видиме како ќе се движи таа работа. Новинарот не е секогаш и научник, тој е емотивен, знае, има своји ставови, понекогаш мора и да ги проголта едноставно за да пренесе реална вест. Сепак вие вашите ставови многу храбро си ги објавувавте и заради тоа и трпевте, но и бевте како и во секоја работа, нели? Некои ќе ве фалат, некои ќе ве кудат, но она што новинарската фела го мисли за вас, вие сте еден од најреспектираните новинари дефинитивно во моментов и најдобрите, мислам вака стереотипно да го кажам тоа. Кажете ми, каков предизвик е, стварно не знам да бидам во ваша кожа, но сигурно е голем предизвик да прво да работиш за Нова Македонија како главен и одговорен уредник, иако нели не е на официјална позиција. Заменик се извинам, заменик на главен и одговорен уредник, што пак е доста работа обемна, не сте само новинар. Така има тука многу логистика која треба да покривате. Ба обично е тој дел од работата многу повеќе врзан и со организација, како во било која друга компанија. Отпаѓа еден дел од класичната работа на... Не ми ги вестниците, да не ти сметат, да не те... Ги разгледавме за момента, да. Деранжира. Отпаѓа еден дел од новинарската работа, меѓутоа во крајна линија, нели, целта е да се добие добар производ, ако организацијата е дел од тоа. Тогаш морате и да го прифатите. Во крајна линија има многу банални работи со кои што човек мора да се занимава во таква ситуација и во таква улога, но тоа е тоа, нема тука што да... Добро, предпоставувам дека искуството што го стекнавте ви беше и пресудно за да знаете отприлика и што ве чека за да продолжите и во Дневник. Што беше пресудно, например, да ја не знам колку време бевте, колку години поминавте во Нова? 4 години. 4 години. Да. Што беше пресудно за да ја прифатите улогата главен и одговорен уредник во Дневник? Па едноставно е на старото место еден, како што реков, еден циклус, еден период се заврши. Само по себе дојде некако се склопија коцките, се отвори нова можност и ќе видиме сега. Мислам дека ќе биде добро, на старите места секогаш после одреден период во крајна линија доаѓа и до одреден замор. И мора во оваа работа мора да се најде некој нов начин на кој што ќе може да продолжите и на кој ќе почнете да стагнирате, да одите надоле. И сега прашање е на личност колку тоа може да се издржи
колку временски сила, способност и така натаму. Разликата помеѓу Нова Македонија и Дневник. Нова Македонија е најстариот вестник во Македонија и беше долго време беше главниот и така натаму. Кога дојде плурализмот, Дневник ја презеде таа палка и улога и до ден денес ја држи. Сепак, кога велите доста е новинарската работа, не е само застапена кога ќе отидете на место главен и одговорен уредник. Немате многу време само за своите писанија, написи, колумни, истражувања, туку имате доста логистика, имате поддршка, имате организациони проблеми и така натаму. Сметате ли дека токму што влегувате во МПМ, која има навистина изворедна логистика и која е една, ај така да кажеме, добро подмачкана машина, дека тоа може да ви го олесни уште повеќе. Не дека во Нова Македонија не било, но сепак овде е едно ниво повисоко, ако не и највисоко, кај нас што се однесува до тоа. Не би сакал да правам никакви споредби. Не мора споредби, еве да кажеме за Дневник. Нема во крајна линија и овој дел во Нова Македонија функционираше сосема добро. Јас се надевам дека така ќе продолжи да биде и понатаму, дури и на повисоко ниво. Што се однесува до Дневник, можам само да изразам, односно до целата таа компанија, можам само да изразам уверување, бидејќи се уште јаснувам ситуацијата, меѓутоа ако не мислев дека сето тоа може да се крене или дека е на едно повисоко ниво, тогаш немаше ни воопшто да размислувам за некакви преоѓања. Работата е што во Македонија секогаш работите се така поставени, посебно кај весниците, во овој наплив на информации на портали и така натаму на интернет. Сите пишани медиуми имаат соодветни проблеми и така што борбата е пренесена на едно поинакво ниво. Самата организација, самата логистика, колку и да е добра, веќе не е доволна за да извојува таа битка со... Што по тебе е тогаш потребно? Па потребно е малце поинаков, според мене, значи малце поинаков систем на работа во смисла на начин на размислување на самите креатори на пишаните медиуми. Не е никаква тајна ова ја што го зборам, тоа го знаат и многумина и со кои сум работел и други со кои што не сум работел, не е битно, кои што се занимаваат со оваа професија. Меѓутоа на работата е што 20 и повеќе години во Македонија не биле создавани структури кои што ќе можат на тој начин да се преориентираат за да можат да го издржат овој притисок. Да бидам искрен, не можам да те разберам баш најдобро какви структури се... Структури во смисла на кадри, на новинари. Јасно, готово? Биле учени малце поинаку да размислуваат не само за начинот на пласирање, туку за начинот на кој што треба да се дојде да се создаде, да се покрие одреден настан, или ние често тоа го велиме, да се креира одредена ситуација, не да се направи конструкција, меѓутоа да се пласира нешто ново, начинот на кој до тоа треба да се дојде. И сега, има друг проблем, а тоа е исто така што Македонија сепак е мала земја, многу знаете, не е се исто да работите во медиум во некоја земја која што има 10 или 50 милиона потенцијални конзументи и земја која што има 2 милиона, од кои што голем дел се со екзистенционални проблеми и така натаму. Сосема поинаков пристапот. Не можете туку така да земете во крајна линија и моделот, да кажеме, од Србија, од Бугарија, од земји кои што се 3 или 4 пати побројни од нас и да го примените тука, меѓутоа начините на кои што ми се пристапило концептот, тоест не се никаква тајна проблемот обично доаѓа кога сето тоа треба да се реализира.
тука некаде секогаш работата застанува на пола пат. Знаете што ми е мене каде ми се прашалниците во целава работа. Експлозијата на портали и интернет комуникацијата несомнено ги загрозува печатените медиуми секаде во светот, не само во Македонија, значи секаде во светот, вклучително и Македонија. Од друга страна, социјалниот момент кој ќе го споменеме, значи луѓе кои не можат да си дозволат да купат вестник и така натаму за да се информираат, конечно зар тие луѓе што имаат таков социјален момент можат да си дозволат и интернет и компјутери и така натаму, нели? Бидејќи ке нас фамата е дека нели кои некои сакаат да ја пласираат дека сме во тешка беда и така натаму и така. Сме во тешка беда. Како тогаш толку многу луѓе се информираат и успеваат до електронските нели информации преку електронски пат да ги дојдат толку брзо, развојот на сите тие нели портали. Од друга страна говориме за некоја сиромаштија или веќе степенот на сиромаштија веќе се подразбира човек со половен автомобил, половен компјутер и каква таква некаква интернет врска. Мене ми е сега малку чудно, ја не ги знам таргетите. Дали едноставно човек кој има социјален проблем воопшто и се информира и на кој начин се информира? Дали он користи да ги купува вестник и дали он користи и едноставно следи. А вие чувствувате како новинари дека електронските медиуми, поточно интернетот, се наметнува се поеќе. И сега се прашувам, кој е таргетот? И тој таргет, дали уопште народот, обичниот народ, како се информира и дали се информира, дали купува вестник, дали и он има достап и пристап до информации од интернет? Значи прво да разбиеме една работа, а тоа е дека ако некој е сиромашен според одредени мерила, тоа значи дека би требало да значи по дефиниција дека нема интернет и нема компјутер. Тоа не е точно. Не е така. Од друга страна, во последните години, значи, постојат статистички податоци за тоа, колку проценти од населението во Македонија, односно од домакинствата, имало интернет пред 7-8 години и колку има денеска. Скокот е неверојатен, тоа е далеку од, мислам дека сега негде е околу 60%. Тоа е далеку од земји како Холандија, Луксембург и така натаму. Тоа е далеку и од земји кои што не се толку развиени како овие две кои што ги спомнав. Меѓутоа, денеска не мора да значи дека не сте сиромашен според мерила на Државен завод за статистика, ако имате компјутер и ако имате интернет и воопшто тоа не е некаков луксус. Знаете, во крајна линија вие не можете да имате најсовремен компјутер и не знам каков брз интернет, меѓутоа основна комуникација со светот на тој начин имаат повеќе од половина од домакинствата во Македонија. Сега дали фактички ние сме сега кога говориме за ова еден вид преод. Од една страна е експанзија на овој вид на комуникација и достапност до информации. Работата не е легната во смисла на тоа колку луѓето ќе се преориентираат кон пишан медиум или колку кон електронски, колку од нив ќе конзумираат и двата. Во таа ситуација се создава одреден проблем посебно за пишаните медиуми и идејата е да се најде начин и излез од тоа. Во крајна линија, сигурно и сами знаете, секој од пишаните медиуми исто така се ориентира да заземе дел од интернет просторот. На тој начин, во крајна линија, самиот индиректно си ослабува собствената позиција во смисла на можноста да се продаде на пазар, меѓутоа друг излез едноставно нема. Ме интересира тогаш ваше мислење и ваша перцепција. Бидејќи она што информацијата, она што го загрозува пишаниот медиум, во суштина е брзината на информацијата. Пишаниот медиум има ритам на искачање, циклуси и така натаму, од кој не може да побегне. На 24 сата излегува. Во тие 24 часа се случуваат многу работи и нели ексклузивноста се губи.
со тоа што насловните страни можат за помалку од 12 часа да бидат застарени со некоја сосема нова тема која веќе ќе биде елаборирана на електронските медиуми, поточно на, да речеме, овие инстант веб портали кои повеќето и не се ни никакво новинарство, туку се копи, пасте, преземање од негде ка нешто и така натаму. И што добива по мене, сега како јас го перцепирам, а ме интересира вие како професионален новинар, ме интересира каде е иднината, каде може новинарството да дојде. Пласирањето на инстант информација, значи се случило тоа и тоа, и уште една реченица во која нели се одработува претежно, ајде да кажеме партискиот, ретко кој задржува чиста информација, необоена, туку нели ќе додаде нешто за да си кој да одработи, кој да ја обои веста, кој да ја насочи на своја страна, не мора да навлекуваме во тоа, но од друга страна, пишаниот медиум ти дава обширен, ти дава обмислен, ти дава прецизен, проверен и сигурен извор на информација. Со многу реткост имало скандали во печатените медиуми за промашена вест, за непроверена вест и така натаму, за разлика од интернет, кој секој ден, скоро секој втор портал, или ќе ја утне, или ќе преземе, или ќе украде, или неточно ќе го презентира и така натаму. Бевме сведоци на многу скандали, преземање на фотографии, не знам, недолични вести, лажни вести и слично. Еве, например, денеска вест експлозија е дека, например, на електронските, на интернет, Јохан Тарчуловски се враќа на 15 март. Добро. И сега тоа експлодира. Да ја ставите вие на дневник на насловна страна, тоа е привлечно, ама ќе речем, добро, мене не ме интересира, ја веќе го прочитав кај Јанко на Фејсбук, го прочитав кај Петко, кај Станко, сите, Јанко, Петко, Станко, знаеш, и... но, колку е тоа сигурно и така натаму. Сепак стои некој новинарско име, стои некој текст. На овие нема текстови, нема многу објаснување, нема она сочно новинарство да прочиташ што се случува и така натаму. Дали конзументот веќе не му е потребно, дали стануваат и они инстант конзументи кои што станавме инстант конзументи на храна, plastic food for plastic generation. Тоа ме интересира. Тие овој наплив на портали и така. Тоа е нешто што мора да се изживее. Значи луѓето да го надминат. А таму има страшно многу невистини. Потоа самите рекоте 90% од нив се занимаваат со преземање. Значи постои овие што се занимаваат со политика, лесно ќе забележите, значи постои еден центар и потоа од него се размножуваат 5 или 10 портали и сите тие земаат од еден ист центар. Главно тоа се информации, многу од нив се неточни. Меѓутоа во овој момент прво голем дел од нив служат и како забава. Знаете каков е народот, понекогаш сака и малце сери да гледа дури или да улови кога некој од тие ќе сгрешил. Еден дел од нив сака да се информира и така натаму. Меѓутоа, сето ова е еден процес кој што луѓето ние ќе мора да го изживееме додека не се дојде до ситуација кога таквите инстант портали или сајтови, не знам што, едноставно нема да бидат привлечни, па дури ни од сирџиски аспект. Улогата на весниците во ваква ситуација се трансформира повеќе од пласирање на информација во нешто друго, значи во откривање на нешто ново. Знаете, кога имате, јас 2 или 3 години исто така се занимавав малце имав свој портал, значи таму се обидувате да постигнете брзина. И во таа брзина често пати грешки. Се прават грешки дури ако не сте тенденциозен. Ако немате намера да бидете тенденциозен, меѓутоа едноставно се обидувате да бидете прв. Весникот нема, пишаниот медиум нема таква потреба. Истата ситуација со брзината и кај телевизиите. Весникот нема таква потреба, меѓутоа затоа мора да понуди нешто повеќе. Тука па доаѓате повеќе во смисла на ако е за истата информација во смисла на незина продлабоченост или самиот да креира, односно да пласира нешто ново, нешто што другите
не можат да го направат нешто што едноставно немаат капацитет да го изведат. За да во крајна линија, за да привлечете читател да ве купи. И тоа се однесува на било која ситуација. Да кажеме, банкротот на Грција, во една таква ситуација имате, значи, пласирање на информација дека Грција има проблеми, дека има 350% долг повеќе од незиниот бруто домашен производ. Она што весникот во таква ситуација мора да го понуди е да даде одговор на прашањето зошто и како до тоа се случило. Дали тоа било поради незиниот внатрешен систем, алчност на политичари или таа ситуација кај неј за некој, како што според мене се покаже, ја креирале. Збориш за една вест како адхок или збориш за серија надписи во еден... Се обидувам да направам разлика меѓу тоа што едниот пласира, значи интернет просторот и што пласира, што би требало, односно може да пласира. Анализата... Значи да дојде до тоа пишаниот медиум, зошто и како се случило тоа, за на крај, например, евентуално да се покаже, да се даде одговор на прашањето. Јас често пати се смеам, кој ќе видам, не дека и мене тоа не ми се случувало, и на други колеги со кои работам, меѓутоа кој ќе видам прашалник на поставено прашање во медиум кој што има време да даде одговор на тоа што го поставува. А сакаш да кажеш, Јохан Трчуловски се враќа на 15 март и со прашалник. Ако е непроверено, ако е... Знаеш, меѓутоа, сите тие работи ќе треба време да се искристализира, за да спласне, да видиме што ќе остане како вредно. Еуфоријата и да почне полека да се креира една вредност која што ќе биде препознатлива и која што во крајна линија па ќе успева да оствари комуникација со луѓето. Мене ми е доста интересно предизвикот кој го имате пред вас, Дневник. Колку може главниот и одговорен уредник да влијае врз севкупното она што и содржински и визуелно на еден вестник кој е етаблиран, а кој има потреба, нели, во овие навистина тешки времена за сите печатени медиуми, за да биде уште поинтересен, за да, предпоставувам, ве викаат како подобар тренер во клубот и очекуваат сигурно повеќе успех, играње во финале на Лига на шампиони и така натаму и така натаму. Да речам, сега да користам фудбалски жаргон, сепак може би недолично, малце по-достоинствена професија. Очекувања секогаш има, јас околу тоа повеќе сакам да зборам отпосле. Иначе, која е неговата улога? Самата називот на самата функција кажува се. Разбира, најдобро е кога сето тоа ќе се прави со повеќе луѓе во една усогласена ситуација, меѓутоа колкава е улогата, самиот назив на функцијата кажува, значи главен и одговорен уредник, и тука нема многу дилеми. Друго е прашањето што е колку е тоа мудро кога некој сам ќе си награби па за цел еден систем да се обидува да го контролира, наместо да создаде инструменти кои што ќе преку кои целата работа ќе се одвива. Оно што ме интересира и што би сакал да ве прашаме е тоа, ме интересира каква е вашата визија? Имате ли некаква визија што треба да направите? Имате ли некаква идеја или сега ќе влезете па ќе опипувате па ќе видите кои какви играчи, па што ќе можете да извлечете како перформанси, како ќе ја поставите целата работа? Идеја имам, ќе видам колку тоа што го замислува може да се оствари во вакви услови што ќе треба да се менува, меѓутоа за тоа не би сакал сега да. Добро. Легитимно е да те прашам сега овдека, да не вадам спекулации сам на Фейсбук. Знаеш, еве конкретно прашање. Што мислите? Дали, баш заради актуелноста и интересот, дали е, например, потребно вестникот, не знам, Дневник, дали е потребна уште поголема количина на податоци, на вести да носи? Или треба да се редуцира? Еве, од тој аспект, например. Не се однесува тоа само за Дневник. Значи, реков пред малку,
Ниеден пишан медиум не може да се трка со електронските во поглед на пласирање на вести. За брзината збориме. Па, Пласманот. Да, пласманот на... Да. Добро. Работата е како сето тоа ќе го обработите и колку можете длабоко во тоа да влезете. Во крајна линија не е се исто ако се обидете да доловите некаква си. Никогаш тоа не мора да бидат некакви теории на заговор, меѓутоа не е се исто ако само пласирате дека премиерот на Бугарија Бојко Борисов дал оставка и ако се обидете да доловите зашто, како и сето тоа се случило. Обично овакви ситуации преказните дека 1000, 2000 или 5000 луѓе излегле, дека се судриле со полицијата и премиерот заради тоа си дал оставка на 2 месеци или на 3 месеци пред регуларниот термин за избори, па он закажува нови за месец дена порано со еден така Човек стварно да се запраша дали е тоа така. Драматичен настап, малце емотивен, мощно привлечен за бугарската популација негов настап во парламентот. Значи, постои разлика, значи, во оваа смисла меѓу начинот на третман и обидот всушност да се дојде до тоа. Меѓутоа тоа се детали, тоа се концепции на работа и ќе видиме како тоа ќе. Но најбитна работа е, ја понекогаш барам компарации, бидејќи не сум новинар, но сум конзумент. Иако се занимавам со новинарска работа, ја не сум професионален новинар, но себе си се сметам и повеќе како конзумент. И од тој аспект, најчесто кога ја доаѓам да генерирам весте или нешто да пласираме, нешто што ќе ме задржи внимание. Мојот поглед е филмски спрема, како спрема книга, како спрема секој објект кој ми носи било каква информација, без оглед дали ова политичка, дневно политичка или е уметничка, или е слушање музика. Едноставно, прво што јас го барам е да го привлече моето внимание. После ќе разговараме дали е тоа квалитетно, неквалитетно ниво. Прво, мене треба да ме натера да ја овие 3-40 страници ги читам што е можно подолго. Да ти се задржи вниманието сега. Види, како филм, кога го гледам, прво да го изгледам филмот, да ми биде интересен, а после ќе збориме дали е квалитетен, добар, уметнички, вреди или не вреди. Чим мене ме задржал 2 часа, има некоја квалитет вреди. Да, добро. Види, постојат начини како тоа да се постигне, постојат техники. Проблемот кај тоа е што некои од тие начини ги применуваат овие портали. Работата е што кога ти еднаш-два пати, кога они бркајќи го тоа еднаш-два пати, ќе осетиш дека си на тенок лет, не се враќаш по тоа. И сега ајде еден портал може и да го издржи тоа во крајна линија, меѓутоа еден пишан медиум кој што зависи директно од купувачот не може да си дозволи такво нешто. Затоа работата е како да те натераме 2 часа да се занимаваш со нас, а во исто време да се вратиш повторно. Значи тоа секогаш оди да не ти збоктиса од нас, така е. Секогаш оди на штета во таа трка сегашна со интернет медиумите и со понекогаш, иако кај телевизиите не е до толку застапено тоа, меѓутоа и таму се прават грешки, па дури и на националната телевизија. Значи, постојат начини како тоа да се постигне. Проблемот е како да се избегнат замките, кои што замките се состојат во можноста да те, необично го викаме тоа, пласирање на нешто што го има во излог, а го нема внатре во продавницата. Значи, ќе те наведам еднаш-два пати да ме прочита заради атрактивноста која што во прв момент те привлекла, меѓутоа кога нема да го најдеш тоа во самиот филм, можам да си играм со тебе еднаш-два пати, третиот пат ти ми кажеш фала, пријатно и со тебе немам што веќе мога да правам. Значи, таа средина е проблем да се постигне, а ќе треба малце време за целиот тој процес да легне, да си најде свој Но до тогаш треба да се издржи. Нормално.
Добро, еве, ме интересира. Ајде, бидејќи ја вечерва ве викнав, мене ме заинтересира ова вашиот ангажман и не беше воопшто во план долку долго разговараме во врска со Дневник и МПМ, но искрено да ви кажам, чувствувам ја личен порив и ми доаѓаат овие прашања. Ја вас ве поканив за да извршиме една анализа, но имаме доволно време, анализа на политичката состојба, вашето мислење на она што се случува. Но ова ми изгледа уште попривлечно што го во моментов да го разглабаме. Па добро, Рековте, а нема подобар човек, мислам, да ги оцени и да ги изанализира работите чисто од новинарски аспект кога се пласира. Рековте, токму и кога спомнавте, дури и на националната телевизија, сервис кој мора да изфилтрира вест до максимално и така натаму може да и се случи скандал. Последниот голем скандал која потресе новинарската фела и мислам многу негативно, а тоа беше онаа веста за наводното убиство на дете од егејскиот дел на Македонија, значи во Грција, од страна на фашистите. Веста ја пласираше Тодор Петров, па неговите реакции, па се навлекоа, па многу ми напишуваа за тоа и на крај испадна што испадна. И како може до такво нешто да дојде? Гледам, на крајот на криштата све се заврши, пу не се важи, нити некакви последици, а беше прилично непријатно. Впрочем, не само непријатно, туку дојде до едно вжештено националистичко дигање на едно националистичко негативно чувство спрема соседна земја со која генерално имаме проблем. Може би они заслужуваат, нели, и пожестоко за она што ни го прават. Али барем нашата реакција да биде, нели, легитимна за конкретна и точна работа. Значи, кога говориме за такви ситуации, да кажеме во конкретниот случај со Грција, проблемот на ајде тоа што ќе погрешите, меѓутоа го губите, не губите можноста, си ја намалувате тежината и тогаш кога ќе удрите под наводници, против таа земја, а кога сте во право. Тоа е по оној принципот со овчарчето и со волкот. И со волкот. Значи треба да се има в предвид дека сите медиуми, посебно во земји како Македонија, кои што имаат практично полесно е да ги многу е помал бројот на земји со кои што немаме проблеми отколку земји со кои што имаме, главно генерирани од едно место, меѓутоа тоа е така. И треба да се знае дека сите медиуми, пишани, интернет, телевизија, електронски радио, се едно, се и можат да бидат удар на обработка на структури кои што имаат своји интереси. Во крајна линија тие може да бидат и од надвор. Затоа во такви ситуации не е многу мудро, не е многу паметно да се трча посебно кога се работи за човечки животи. Не е многу мудро, нели, да се трча. Понекогаш е добро дури и да се пропушти нешто, затоа што треба да се има в предвид. Ние сме во една лизгава ситуација и улично кажано не е мал бројот на оние што се обидуваат да ве наместат не само вас како поединец, туку со тоа и целиот медиум и на тој начин да ви ја одземат грешка како грешка ќе ја поправите. Меѓутоа на тој начин ви ја одземаат тежината, вашиот збор веќе не вреди толку колку што вредел до вчера и таквите работи во голем број случаи не доаѓаат сами по себе, не се случајни, туку има ситуации кога се работи всушност за одредена организација во смисла на напад врз медиум, врз јавноста во тој дел, во нејзино заведување и така натаму. Многу подпрашања ми се раѓаат во врска со ова, но ајде да идеме. Нема да имаме, можеме да навлеземе, меѓутоа нема да имаме одговори во смисла на не би имале одговори во смисла на можност нешто да докажеме, за да не испадне дека шпекулираме, да не мора да одиме понатаму сега. Но мислам дека после едно таквите извори на информации би требало едноставно да им се сврти грбот. Најмалку што може сериозните медиуми да направат е на таквите извори на информации да им го свртат грбот.
барем едноставно веќе да не дозволат да бидат генератори на лажни вести кои имаат далекосежни последици. Може би на прв момент делуваше патриотски, да им помогнеме на нашите, нели, и така натаму, а всушност се создаде едно со едно негативно чувство кое општо, кое едноставно создава една сосема многу лоша слика, дава една слика, ако го перцепираш тоа како странски фактор, ако го перцепираш од надвор, ако го перцепираш како општество и делуваш незрело, делуваш неспремно, а ти поминуваш децении, обидувајќи се светот да го убедиш дека си испремен и свесен и зрел и дека треба да си во институции каде што претендираш да бидеш. Ваквите работи сериозно мислам дека онака ни нарушуваат. Па велам, најмалку што можат новинарите да направат е да свртат грб, така, нели, најлесно е да свртиш грб на премиерот и така натаму, ете си покажал отпор и на крај, а следната, нели, сеанса повторно си таму каде што си. Но од друга страна, вакви па извори информации очигледно некому па и му се добри што се такви. Да не ги спомнувам сега некои имиња каде што и Сорос, например, се бламира со некои типови кои се дефинитивно клинички случаи и кои генерираат чиста шизофренија, која просто почнуваш да ја читаш и едноставно не можеш ни да ја довршиш со читање, па се поддржуваат и се финансираат само затоа што, нели, генерираат негативен спрема противникот кои се настроени. Тоа е дел од внатрешната политичка пресметка во Македонија. Значи, од прилика зад тоа стои одредена структура која што си има своји позиции, сега се изгубени и сето тоа се спроведува преку луѓе кои што мислеа дека се некакви креатори на јавното мислење, дека се луѓе кои што можат да го моделираат мозокот на граѓаните на Македонија. Доколку забележите начинот на кој што тие внесуваат, ќе видите дека всушност таму постои основниот систем, а тоа е или е ние како што мислиме, или другото не постои. Јас мислам дека според тој систем, според тој начин на кој што тие размислуваат, повеќе плурализам имало 48 година, отколку според тоа како тие замислуваат дека сето тоа треба да изгледа. Меѓутоа, да трошиме сега време на такви структури знаеш, мора да дојде ситуација, значи мора да се избориме за тоа да се подигне нивото и вредноста на тоа што се пласира и тогаш ќе биде полесно и за луѓето да прават разлика меѓу тоа што е добро, меѓу тоа што вреди, меѓу тоа што во крајна линија ќе го купат или за тоа што ќе дадат пари. И за тоа треба малку време да помине, иначе Уште колку време, бидејќи го поврзувате тоа со конфликтот, да? Денеска читав таму за а тоа е теза која што постои веќе подолго време, веројатно како ќе минуваат месеците, ќе се пласира се повеќе. Значи, ако некому не му оди, тогаш не е проблемот во него, туку проблем во народот. Луѓето во Македонија биле вакви, такви, никакви. Тие, не знам што, не реагирале како другите. И така натаму. Збори за новинарството, збори за медиуми или што за било што? За овие структури кои што ги спомнавме, значи за политички структури кои што ги имаат изгубена позициите и новинарството, оној дел од така нареченото новинарство преку кое се обидуваат да ги повратат своите позиции. Меѓутоа, ако нив не им оди, тогаш не е вината таму, туку виновни се сите 2 милиона луѓе и сега, знаете, доаѓате до една ситуација, треба да ги преселиме, тие 2 милиона, што да правиме сега, ако, знаеш? Да, дека, иако сега најновата теза е, нели, сепак бидејќи чувствуваат дека треба да се додворат до народот, нели, патриотизмот сега од едно станува инстант, се јавува кај нив, нели, преку тоа што сваќате, например,
кој колку повеќе ќе говори против Талат Џафери, толку е толку патриот и, например, ќе се налепат на една таква работа, иако до вчера ги промовира, ги протежира, токму истите тие луѓе и структури. Но она што... Не, извинјам, не е проблемот сега. Талат Џафери станал министер за одбрана. Па ние го прифативме системот според кој председателот на партијата на албанците, која што учествува во владата, одредува кои ќе бидат министри албански и тука нема муавет. И ние тоа го прифативме, значи како луѓе. И тоа не вчера? Да. Тоа е од 2001 на... Второ, сме прифатиле дека лидерот на македонската ОВК и учествува на избори, ќе биде легална политичка структура. Прифативме дека кога тој ќе победи на избори, односно таа албанска партија што ќе победи на избори, по дефиниција мора да влезе и во влада. Не може македонската политичка партија која што освоила најголем број на гласови, како што беше во случајот од 2006. Значи да коалицира со губитничката партија кај албанци. И тоа го прифативме. И сега одеднаш треба да ние проблемот со Талат Џафери. Не ми се допаѓа ни мене. Меѓутоа, тоа е систем со кој што сме се согласиле и сега што сакаме повеќе од тоа. Еве нека не биде, еве беше без ими, па нели имавме проблеми со него. Тој не бил ни, па не знам, тој бил ваков ученик од Оксфорд, од Харвард, од не знам од каде, па човек. Па се поклони пред споменикот. Па отиде да се поклонува, па не знам, после објаснуваше. Тоа се кога ќе прифатите еден систем, потоа немој да се лутите на страничните негативности кои што произлегуваат од тој систем. Сеќавам на времето беше проблем ако на албанска партија биде дадено Министерство за образование. Па и тоа некако помня. Или да се вратиме назад, 94-та беше проблем ако се дозволи на високо образование да се учат предмети на сите предмети да се учат на албански јазик. Че има работи кои што или ќе ги ако не ги прифаќате, тогаш морате да го најдете корен. Ако веќе сте согласиле, сега нешто ние да почнеме да се колеме околу Талат Џафери, дали бил министер за одбрана, па ќе правил ваква армија, ќе правил. Интересно, никој не го прашува врховниот командант. Или во крајна линија, дајте да видиме каков е тогаш тој закон за одбрана кој што дозволува евентуално. Не дозволува, меѓутоа, каде што се создава некое двојство во командување. Не постои тоа. Меѓутоа и тоа се тези кои што се пласира за да се долови една ситуација дека ете сега командантот на еден од командантите на УЧК ќе ни ја водел армијата, па еден командантот, лидерот на ОВК, не е еден од командантите, тој не учествува во создавање на влада. И 2002 и од 2008 наваму и сега што е проблемот? Тука нема веќе многу, кога ќе се согласите на тој систем и тој начин на распределба на власта, потоа нема многу да да глумите патриотизам. Господин Јаневски, ќе направиме кратка пауза и ќе продолжиме веднаш по. Се враќаме назад во студио, го продолжуваме разговорот со новиот главен и одговорен уредник на Дневник Дарко Јаневски. Продолжуваме со она што сакам да го слушнам од вас, а тоа е воопшто прашањето, би сакал сега да го префрлам на тоа демократијата во новинарството, во медиумите. Она што со години, пред да идеме на овие најактуелни политички случувања. Она што опозицијата се обидува веќе долго време да го испласира, а тоа е дека нема демократија во медиумите. И тоа се почна
нели, почнува и претходно беше исто, но нели најмногу ги издоболе со затварањето на нивниот како да кажам центар за комуникации, некогашната А1 телевизија, која беше генератор, екзекутор, уставен суд и така натаму, кој со своето влијание успеваше да ја наруши дури и економската клима во целата земја, па и да предизвикува етнички тензии. Како што обично бива во животот, кој се ветер жне бура, па така се случи и со таа телевизија која заврши како што заврши, што очигледно покажувало дека сите оние што го чувствувавме, го говоревме и така натаму, дека таму има многу незаконие, многу беззаконие, многу работи кои се недолични и испадна точни. И сега продолжува таа една тирада од настапи дека нема демократија, дека се губат позициите и така натаму, кога и натаму со двојни аршини. Кога во еден опозицијски вестник околу 40 новинари добиваат отказ, таа вест ја нема никаде, нити некој ја спомнува, а промената на 20 или 3 да се случат во опозицијски вестници или кои не се опозицијски вестници, тогаш нели се говори дека нема демократија, дека нема слобода на говор. Нема еден простор каде да се ги кажат работите. Но на крај што го имам чувството, не знам дали сум во право или не. Ниф им е потребно негде да се генерираат антивладини или нивни вести и нивни колумни, без оглед дали се вистините или невистини, без оглед какви последици имаат. Они немаат сега у моментов, опозицијата нема центарот каде што ќе може да се ги пласира, ги изгуби сите тие центри, затоа што дозволи криминал во сето тоа. Па не знам кај го имаат овие други, бе. Значи, кај е тој центар, ако немало опозицијата, каде тоа има власта, каде е тој центар сконцентриран, од каде командува медиумски со Македонија, ако тоа постои, нека го покажат. Во принцип, меѓутоа, еве, ако пак тоа е тоа што фали, па кој пречи на опозицијата да го создаде, кој им пречи на тие луѓе што се жалат, да се сконцентрираат или да се распрснат низ 10 медиуми, да создадат. Има еден основен принцип, а тоа е, ако работиш во телевизија, треба да си гледан, ако имаш емисија, треба да си гледан. Ако не си гледан, ако немаш публика зад себе, тогаш што јас да правам сега? Значи, треба да воведеме рамковен договор за негледани емисии, за нечитани вестници, за новинари чии што глас не проаѓа кај луѓето. И сега 25% или колку таму што да мора некој тоа да го финансира. Кој ќе го финансира тоа? Не само тоа, туку и да го гледа народот обавезно. Од 7 до 8 има да гледат опозицијски медиум. Иначе Проблемот е значи како да ги задржите луѓето со вас, како ако сте во вестник, како да ве читаат, па сега постојат и тие мерења, нели, како и за секој вестник не е само продажбата, па ве има на интернет, па не знам таму колку кликови, па се борат да самата редакција па во крајна линија се бори да ограничи да некој не еден низ човек да не клика по 10 одсто, па има новинарите се ги отвараат тие текстови, па бројат и они самите меѓу себе. Тоа е во крајна линија, знаете, борба за читател, за гледач и така натаму. А конечно, сакате да ми кажете дека конечно пазарот е тој што ќе филтрира, нема да филтрира позиција и опозиција. Дури во една држава сиромашна и мала по население како Република Македонија. За некоја компанија или не знам што, да најде интерес да финансира одредена емисија или да најде интерес да финансира одреден вестник, вие мора да понудите читаност, односно гледаност. Ако не сте го понудиле тоа, тогаш сеедно дали ќе може да плачете колку сакате. Векот на секој кој што се занимава со оваа професија изминува тогаш кога ќе ја изгуби публиката.
публиката, ако ја изгубиш, за тоа не е виновен ниту Црвенковски, ниту Груевски или обратно, како сакате, ниту Љупчо Ѓоргиевски или било кој. Тоа е кај вас. Оние што сега се најгласни во оваа сфера, како во Македонија во медиумите немало демократија, па не знам што. Никој нив не им брани за себе да врзат 100.000, 200.000, 500.000 читатели. Па тие повикуваат на демонстрации, подат па држат говори. Ако сето тоа не им успева, тогаш која е нивната тежина и тежината на нивниот збор? Проблемот не е кај луѓето. На крај они самите доаѓаат до заклучок. Па ние треба да ги селиме овие 2 милиона, да донесеме овде други луѓе за да можат они. Значи повторно им е проблем народот. Па народот е проблем. Но они велат народот е со испран мозок, дека не знам, јас им го перам мозокот, вие им го перете мозокот, дека добро, ние тогаш алал да ние. Алал да ние, добро. Мислам, за мене и за тебе знам, ние кога сме у дует, нели, сува лепота и тоа успева да пројде. Поготово затоа што сме убави, најверојатно. Ваква убавина не може да не им го испере мозокот на, посебно кога сме двајцата. Го биде министерот Спиро на ТВ до телевизија? Не може да го гледам, тој остане. Секој ден човекот по 6 пати го има. Ќе ти го пуштам ова интересно. Со водителката да видиш колку е убава, шармантна, изгодна. Не сум го Таа гледал. може да не загрози. Таа и треба да не загрози. Шега на страна. Пазарот, кога прифаќаш поинаков еден систем, ние уште го имаме тој проблем дека некој е вечен само затоа што, не знам, добил награда за новинарство или бил доајен и едноставно не му по дефолт му. Па еве го, Муриньо ќе добие шут карта, не успева да освои Лига на шампиони и ќе добие шут карта. Мислам дека ние што сме медиуми без оглед, ние единствено мерило треба и може да ни биде само рейтинг, ништо друго. Нас никој не држи на сила. Ја едноставно не верувам дека и вие ќе обстанете подолго ако сега како главен и одговорен уредник, нели, ако има шпекулации дека вие сте провладин човек, па некој ве наместил, па сето тоа во провладин вестник, како што они ќе си милуваат и како што си милуваат да кажат, но ако ви падне читаноста, ако падне тиражот, шут карта не ви бега за помалку од 6 месеци. Исто како и мене. Да, тие приказни, па провладин, па не знам што, не знам како се одредува тоа. Види, тоа се одредува ако напишеш нешто против Црвенковски, тогаш си или критика до опозицијата, тогаш си провладин. Тоа одма имаш таа етикета. Ја така ја добив. И ако не го бива човекот се, што правиме? За да не ми залепат етикета, треба да молчиме ли се? Што е приказното тука? Се едно дали си провладин или ги поддржува ставовите на опозицијата. Тоа да го оставиме на страна. Има луѓе кои што не го кријат тоа, има медиуми кои што се стрикно определени за една или за друга страна. И тоа не е страшно воопшто. Тоа не е страшно, меѓутоа пак е проблемот како да дојдете до читателот, до публиката, како да му пласирате нешто ново, како да го заинтересирате да ви верува, а не да го лажете. И во крајна линија, како да не отидете со умот до тој степен, за да мислите дека треба, само затоа што вие сте изгубиле позицијата, дека треба 2 милиони луѓе од оваа држава да ги снема, за да може вие не знам што да си глумите некаква си величина. Ова не е ова ниту 95-та година, не е ова ниту 85-та година, кога ќе ве постават и сега вие ќе траете до пензионирање. Вие си изборите за местото или само ќе се дојде. Они уште живеат во тој филм. Ако нив некој ги поставувал, дека сите други мора да се поставени. А работат во медиуми каде што знаат дека тоа не функционира така. Каде што се работело по сосем други принципи, по пазарни принципи, каде што било колеж за да се стигне до читателот. А уживаме во тие филмови кои ги гледаме за новинарски. Меѓутоа малци ние губиме премногу време со наместо да се сконцентрираме кон нешто друго, премногу време губиме со тие. Нека ги таму, нека си тераат нивната работа. Еден ден ќе замени тоа. Целата приказна со нив
појде од знаеш, некакво братство, единство, некаква љубов во државата постоеше до 2008 година, кога се веруваше дека едните и другите позициите секој ќе си ги задржи, па ете Македонија после, па НАТО, па не знам, па сите среќни и задоволни. Проблемот почна тука, потоа се влезе во дел од тие структури влегоа во таа прогрчка шема и се измеша малце работите. Сега имаат самите проблем како да се излечат од тоа, меѓутоа, Боже мој, сега тоа не е. Ако самиот влезеш во кал, немој после да го кривиш другиот затоа што си заглагал до врат. Една анализа, ве молам ваше согледување на случувањата од она што беше во парламентот и комисиите за донесување на буџет до ова денеска. Што се случува? До денес, до денешниот ден. Актуелностите сите, до изборите, до расцепот и така натаму. Како ги перцепирате прво случувањата во парламентот? Па никогаш не, мислам дека никогаш нема никому да му биде јасно како може некој да излезе на демонстрација да се обиде да пробие полициски кордони заради буџет. Донесување на буџет. Ако се сеќавате, проблемот наводно беше во 200 милиона Што брзо се заборави, веќе не се ни комуницира. Дали некој нешто чул за тие 200 милиона евра сега? Дали некој ги поставува како проблем? Всушност идејата беше да се создаде, знаете, по принципот на Плитвички езера, од едно езеро во друго или каскада. Значи се појде од буџетот, па се создаде еден проблем, па од тој проблем се премина кон друг. Постојано се креваше нивото. Сега точно дека во таа игра не е виновна само, грешија, значи дека има сценарио, дека имаше сценарио, имаше, дека и другата страна, односно власта во таа игра, дали се снајде најдобро, не се снајде, не е битно, дека правеше грешки, дека не успеа тоа да го реши како што треба. Во смисла на ефективност го реши. Значи на некој начин со изгласувањето на буџетот за неколку часовен момент кога се решија тоа да го направат, извојува еден вид блицкриг, меѓутоа во таа процедура, во таа постапка, не мислам на постапката за донесување на бркањето на новинарите, мислите? Целиот тој начин можеби сега, знаете, лесно е да се говори од надвор ако не сте биле во таа гужва, ако не треба во дел од секундата или во момент да донесете одлука, меѓутоа можеби сето тоа можеше да се изведе на начин кој што нема потоа да продуцира други проблеми. Меѓутоа факт е пак дека откако тоа се случи, потоа сите обиди, првично беше предлогот на председателот Иванов за некаква комисија, сите такви обиди беа одбивани и очигледно не беше идејата ситуацијата да се смири, туку и понатаму да ескалира. За на крај да се дојде сега до неучество на локални избори, а сето почна од оние наводно спорни 200 милиона евра. Не сум сосема на чисто и верувам и многумина кои се вистинските мотиви за почетокот на целата таа ситуација, меѓутоа факт е дека во овој момент ситуацијата не е таква како што би сакали, ќе видиме како полека ги натаму ќе се разрешува. Но се изгенерираа многу работи. Она што беше иницијална каписла, пробивањето кордони и така натаму, рековте дека сето тоа е едно смислено сценарио, дека имало некаков концепт. Што препознавате вие во тоа? Имаше многу теории, сега и во целото тоа море на теории. Грчки, создавање на анархија, одржувањето на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ без оглед на било што е во суштина, иако никој не ќе може да ја согледа вистинската слика, освен оној кој ја генерирал
таа состојба, па може би и тој самиот едноставно идел на коцка, на непознато. Поентата е дека не може наводно да се залагате за некаков ред и поредок во државата, а да тоа го направите така, да се обидете да го направите така што ќе згазите, односно ќе газите врз 5, 10 или не знам колку таму полицајци. Политичка партија која што е сериозна не може да си дозволи судри со полиција. Која е идејата сега? Да создадеме слика дека овде е некаков режим на Слободан Милошевиќ? Па пред 2 години... Се обидува, тоа до пред месец дена го пред говоре. 2 години ве луѓе имавте избори. По сите можни, не знам, стандарди и така натаму. Таа приказна не проаѓа. Значи, за да помине одредена приказна, таа мора да ја создадете корен. Од кога ќе создадете корен, на таа приказна може да филувате и лаги. Не е спорно, тоа се познати методи. Меѓутоа, основата мора да ви е точна. Не може да поедете затоа што вас би текнало да се тепате со полицајците таму и сега да се обидувате врз основа на тоа да создадете перцепција дека тоа го правите затоа што таму постои некаков режим. Па надвор од вашата перцепција на мислење постојат и други луѓе кои што размислуваат со својата Зошто народот масовно не го поддржува? Па токму затоа, заради ова што велам, значи надвор од нивната перцепција на гледање на работите, надвор од нивните желби, надвор од тоа што они го сакаат. Постојат и други луѓе во оваа држава кои што гледаат, чекај малце, па не оди тоа така. Па некој таму излегол ако и 41 и 903 да се бори, ама знаел зашто и како, овде зашто некој ќе излезе. Затоа што му подметнуваат лажна приказна. Која е идејата на себе ова? Па постојат повеќе. Не верувам дека веќе можеби ни самиот зачетник на сето ова знае која е идејата, постојат повеќе. Ние од надвор можеме само да претпоставуваме. Едната е да се добие тој негативен извештај. Втората е евентуално да се создаде ситуација да се издействуваат тие предвремени парламентарни избори. Она што е веројатно најблиско до вистината е дека идејата се состои од повеќе коцки, дека е еден вид мозаик, дека потребно е да се постигнат повеќе цели. Крајната цел секако е, нели, борците за слобода да се вратат на власт, да го стуркаат овој режим, еве, таму, како што знаеш, има и списоци на кои што си ти, јас и така натаму. Да? Не знаев. Не си знаел. Па добро. Не. Меѓутоа може... Каде има тоа списоци? Кажи ми, добро, запознаеме. Фасциниран сум Па, неверојатно, нели сум обвинети за перење мозок на народов. Просто ме фасцинира како успеа во сето. Перењето расчистивме која е причината што успева, знаеш, така, не гледа народ. Ама како ја телепатски успевам да ги натерам да ме гледаат, тоа ме алка си од фашистичкиот режим се, што да ти правам се. Добре, значи, вака се склопуваат речениците. А како тој фашистички режим успева, недемократски режим успева, народот демократски да те гледа? Бидејќи сите имаат далечинско, а имаат и кабелски со по 70 канала, тоа е неверојатно. Бидејќи ја кога доаѓам дома, пуштам Discovery Channel и немам проблем. Нешто правиш, не знам, со крпчиња, со магии, со кончиња. Можда нешто бајам и така натаму. Интересни, неколку тези изнесовте кои се доста интересни. Тие неколку коцки. Може ли малку пошироко да ги анализира? Една од коцките е негативниот извештај. Зошто негативен извештај? Зошто би им одговарало нив негативен извештај за Македонија? Па тоа е погубно за земјава. Па, прво не е погубно, значи тоа да го расчистиме. Добро. Нас позитивните извештаи ни се потребни за да можеме да ги почнеме преговорите со Европска Унија за членство. Ние тој го добиваме еднаш годишно. Каков е овој сега извештај што треба да добиеме? Тие преговори нема да го почнеме се додека постои блокада од Грција. Нас проблемот не е таму. Ова е обид да се растовари. Улогата на Бугарија во целата приказна исто така. Значи тоа се растовари. Да се намали, да се распрсне
товарот, односно притисокот кој што постои врз Грција како единствен виновник поради кој што не можеме да ги започнеме преговори. На тој начин сега гледате дека постојат повеќе виновници. Според тој извештај. Од една страна се јавува Бугарија, значи која што па ние, значи со нејзи имаме проблем. Не случајно оној грчки министр велеше чекај овие скопјани имаат проблем со сите, немаат проблем само со нас. За да дојдеме и до ситуација дека државата всушност демократски не е подготвена, значи не ги исполнува од внатре не ги исполнува демократските критериуми, сите тие норми за да може да ги започне преговорите за членство во Европска унија. Во тој случај притисокот врз Грција би се намалил бидејќи таа земја не е како до вчера спремна. И не е Грција единствена. Гледате дека има проблем, дека не ги задоволува основните принципи поради кои што наводно некоја земја станува членка, иако тоа нема баш толку врска, може да се докаже многу лесно со примери, меѓутоа таа е една од идеите. Втората идеја, ако може на тој начин да се издействува, да се дојдат, предпоставувам дека втората идеја, да се дојдат до парламентарни избори. Ако се направи проценка дека на нив може да се постигне некаков успех, тогаш во ред. Ако не, тогаш да се види дали постои можност тие парламентарни избори да бидат оценети како неуспешни, како недемократски, за разлика од претходните. Ако се сеќавате, 2006 беа во ред, 2008 беа во ред, освен во оној дел и според овие оценки на ОПСЕ, освен во оној дел каде што имаше проблеми со гласањето на граѓаните од албанска националност. 2009 беа председателските избори во ред, локалните избори во ред, 2011 кристално чисти парламентарни избори. Значи потребно е сега, ако се направи проценка дека не можеме да успееме на тие избори, да и таа оценка за Македонија отиде во аут. Тогаш веќе би имало една сосем друга ситуација. Но ова не го работи Бугарија, не го работи Грција, ова го работи опозицијата. Значи, говориме за овој дел. Бугарите си имаат свој начин на работа во прилог, меѓутоа, ако се гледате сето тоа, добивате една целина. Сите тие имаат една иста цел. И сето ова помага, всушност, да се намали притисокот врз Грција. До сега, Грција и Атина беа единствена причина поради која ние 2008 ќе добиевме членство во НАТО, така? Сега, при Грција не блокираше. Да, беше единствената причина. Така. И пораката беше решите го проблемот со името, дури имаше некои таму идеи по автоматизам, без некаков посебен самит и не знам што, да се случи членството. Сега, идејата е сето тоа да се доведе во знак на прашање, иако критериумите за НАТО се пониски од овој аспект отколку за Европска унија, меѓутоа работите се движат во тој правец. Но за да тоа се случи, единствена корист од ова, според вашето кажување, е Грција. И дека генераторот на овој проблем е Грција. Едноставно, бугарите им се приклучија како сојузници, како што велите да растеретат, а опозицијата едноставно како повеќе да работи за нив, одошто за себе самите. На крај така изгледа. Не можам да ја сватам самоубиствената политика која се води, за која би поразговарал, но конкретно дека заклучокот е дека целиот генератор на проблеми, па дури внатрешно политички, потекнува од Грција. Како може Грција, која е во криза, која има 350% долг од повеќе од низиниот бруто национален доход, да може да има сила и влијание да генерира голема политичка криза во една земја
во една соседна држава. Јас не велам дека она директно е вмешана, дека грците командуваат со потезите внатре кои што се одвиваат во Македонија, меѓутоа само констатирав дека една ситуација сосема совршено и одговара на неја и се вклопува во сликата што Грција сака да ја создаде за нас. Значи во една нова ситуација која што она се обидува подолго време да ја креира. Кога станува збор за Бугарија, јас сум убеден дека таму они реагираат по принцип на некаков си договор со Грција. Не сакам тоа да го тврдам за внатрешната ситуација во Македонија, меѓутоа совршено е јасно дека овој мозаик кој што го спомнав има три главни коцки и дека актуелната наша политичка ситуација влегува во пополнува еден дел од тие коцки. Добро, не ли делува фасцинирачки дека ета една земја која во таква криза успева економска криза, успева да наоѓа средства или не знам, сепак логистика е потребна, материјални средства се потребни, ти некого да го тераш во една таква самоубиствена политика. Како мислиш дека успева она да ја генерира и да ги покренува тие процеси? Такви работи единствено само со пари. Тука нема идеологија. Како иначе ќе натераш ти еден новинар во Македонија да иде толку против себе, да држи прогрчка политика, антимакедонска политика максимално со години и со децени, освен ако нема некаква материјална корист од сето тоа. Бидејќи ја до сега не видовме некој од идеолошки причини тоа да го прави. Има види, прво не мора да се работи за не знам што, за некакви трансакции сега. Во крајна линија може да се работи за исплаќање на долгови направени порано. Тоа не е битно. Она што во ваква ситуација за колку ги купиле тие, за 100 години или ги имаат купено? Па сега кога зимаш, знаеш, концесија на 99 години зимаш, не? И тоа си во право. Има и од другата страна една тенденција па која што исто така не е сосема пријатна. Именно целата оваа ситуација сега практично било па каква критика кон власта на некој начин ве вклопува или во едната или во другата шема. Може се најдете у ситуација да размислувате сега дали, не знам, ако земете да критикувате за не можете сега за цената на струјата да отворите дебата затоа што веднаш влегувате во некаква политичка шема. И сето тоа веќе создава сериозни проблеми во Република Македонија, овој начин на однесување и на генерирање на кризи. Ние реално гледано не можеме да отвориме сериозна дебата за ниту еден проблем во Република Македонија и да извршиме притисок. Евентуално врз оној, не евентуално него, да го зголемиме тој притисок врз оној кој што треба тие проблеми да ги решава. Во крајна линија, која ќе извлечете до крај ситуацијата, се сведува на поделба на табори и на тоа за кого вие играте. Земете било каков банален проблем, не знам, од улици до коцки, до поделба на земјиште, до поделба на субвенции, во било која сфера да влезете. Сето тоа на крај се сведува на некаква борба тука за која што ве става во еден, во друг табор. И тоа создава, јас лично верувам дека тоа создава проблем и за самата власт, која што многу е сега лесно да отфрлите било каква критика. Во напливот на тенденција, во напливот на измислени атмосфери. Па поубава атмосфера има ли за некоја власт доколку се заинтересирана чисто само за да ја одржи својата позиција? Да лесно може било што да етикетира и она, и лесно може било што да отфрли. Критичката мисла за конкретна, реална и издржана работа просто е невозможна во оваа ситуација затоа што нели ќе биде политички обоена. Едноставно не можеш да искритикуваш, а да не ти залепат етикета. Не само што
што политички ќе ве обујат. Меѓутоа, тешко е да најдете подлога на таа критика ако 8 од 10 биле со тенденција или биле измислени. Тешко е да создадете основа и тешко е врз таа основа да извршите било каков притисок. И тоа Кон што ова води, тоа создава господине Дарко, ако остане вака, тоа ќе создаде деформација на системот. и до каде ќе води тоа? Шпекулирајте. Проблемот ќе мора да се реши така што во крајна линија, знаете, една од двете структури ќе мора да се замине, според мене. Значи нема да има средно решение овој пат. Па не треба средно решение. Зашто да има средно решение? Зборам За да потоа се појави статус кво. И овие да останат вака, полу и овие полу и така натаму. И потоа од септември пак да го имаме истото. Зошто од септември пак да го имаме истото? Е поној момент кога циклусите. Па циклусот ќе си дојде, знаете како е. Обично сега ова трае веќе неколку месеци, иначе есенскиот циклус обично почнуваше, беше на создавање на кризи, беше закажан за октомври, ноември. Па потоа нели доаѓаа празници, нова година, си одиме сите малце на релаксација, а пролетниот е таму негде април. И тоа веќе ни се случува од 2008, народот е веќе заморен, тоа во крајна линија некој треба да му ги решава проблемите. Денеска не можете да поставите и да се зафатите со тоа сериозен начин на решавање на економската криза во Македонија. Што ако е, не знам, ние сме врзани за Германија, за Европска унија, што ако таму трае кризата уште 20 години? Тоа значи дека уште 20 години во Македонија не може да дојде до зголемување на плати. Занимавајќи се со овакви работи, затоа што тоа ќе мора да се реши. Грешката е направена 2006, 2007, 2008. Тогаш постоеше начин сето тоа да се изведе како природен процес и да се создадат нови структури, нови луѓе. Сега е малце касно, меѓутоа мислам дека друг излез нема и мислам дека натаму да работите. Иначе во крајна линија двете страни ќе се договори, а меѓутоа очигледно станува збор за пресметка кај океј Корала. До таму. Па, добро. Ајде и за главните актери на оваа пресметка, но веднаш по рекламите. И во финалето на вечерашниот разговор ни останува да ги исперцепираме. Сепак не стојат некои невидливи структури за сето ова што ни се случува. Не мораме сега да ги анализираме сите детали, бидејќи деталите се дневни и секогаш се нови и постојано се менуваат, нели? Како беше? Првим беше неизгласување, па беа 200 милиона, па после беше бркањето на новинарите, па не знам, тепањето на пратениците кое и тоа помина и така натаму и само се генерира од ден на ден се па блокирање улици, па возење автомобили се и тоа спласна. И на крај сега дојдовме до ситуација конечно власта искрено да ти кажам, ми изненади што обстана на ставот да остане во рамките на законот и да продолжи онака како што законот налагаше. Локални избори, не прифаќаме предвремени парламентарни, фала лепо и пријатно. Сето тоа изгледа беше неочекувано од страна на опозицијата, која очигледно има сега сериозен проблем. Дали е тој проблем погрешно го перцепираме дека е сериозен или што се случува ме интересира. Бидејќи конкретно ова со Стефче Јакимовски, неговото излекување, бидејќи човекот си направил некоја проста математика дека треба да зема плата, дека има луѓе вработено, дека треба да функционира и така натаму и тоа никој не му го гарантира. Нему му е јасно и покрај тоа што му е нели ветено, не се секира, ќе биде вака, ќе биде така, но нели на пракса, во животот, нели сметките стигаат месечно, не стигаат по избори кој ќе победи и така натаму. Прво не сум толку убеден дека и кога се во прашање
парламентарните избори дека не е можно да нема некој изненадување во таа смисла, во оној момент кога никој такво нешто нема да очекува. Не те разбирам. Па прво ќе се одржат локалните избори, а потоа знаеш, Кој ќе ги видат резултатите од резултатите се горе-доле познати, меѓутоа парламентарни избори се изгласуваат со 61 глас во собранието и тоа може за неколку дена или па преку ноќ ако сакаш. Значи не сум убеден дека приказната ќе општи до крај, дека не е можно да се случи спротивна приказна во оној момент кога некој најмалку тоа ќе го очекува. А мислиш од спротивната страна Што се однесува иницијатива за нови парламентарни избори? Мислиш на иницијатива за нови парламентарни избори да дојде од друга страна? Па кризата некако ќе мора да се разреши. Нема да може да обстане вака. И затоа не ми се јасни овие вчера, завчера таму некои исторични повици дека ако се вратат 42 мандата, дека мора да има избори за 123 пратеници и на тој начин пак се обидуваат да создадат некоја сосема друга тензија. Значи, ние ќе имаме ситуација кога 42 мандата ќе бидат вратени и кога ќе мора да се одржат избори за тие 40. Што ќе биде тука одлуката потоа на тие 61 пратеник, тоа ќе го видиме. Значи, велам, не е исклучено да се случи изненадување. Дори начинот на кој што пак самата опозиција го третира ова прашање, Да? она како да има некаков страв пак до тоа не се случи, па сега се обидува да создаде некоја друга тензија во врска со овие 42 мандата, обидувајќи се да испровоцира јавна расправа која ќе однесе целата дискусија во сосема друг правец. Со провокации и така натаму. Меѓутоа, ајде прво нека се случат локалните избори, па ќе видиме. Излегувањето на Стефче Јакимовски значи тоа си имаше своја посебна драма. Работата е што очигледно дека каде и да се зафати оваа структура на луѓето кои што се борат против режимот во Македонија, нели? Они не успеа да задржат ни една општина Карпуш, колку и да е, не знам, тоа па Скопска општина, па голема, па богата и така натаму. Сепак на крај се сведува дека тоа е една општина и они дури и на тоа поле претрпеа пораз, таму каде што им беше фикс. Во исто време значи евентуално ги губат Струмица и сите други така наречени нивни бастиони. Тоа само покажува дека ја губите играта, дека не ве бива за таа игра, или дека начинот на кој што ја водите ви е погрешен. Или ќе смените нешто, или вака не ви ја бива работата. Зависите од волјата на власта. Власта е таа што сега ве раководи и игра со вас како што сакат. Кој е тој отпор? Која е таа сила која што вие ја влечете? Како вие мислите да се справите со луѓе кои што се совршено организирани? Тоа е допрва, меѓутоа како сега мислам да продолжат да се справуваат со луѓе, со противник, со власт, со партија која што е совршено добро организирана. Па не токму тоа го велам, они губат на сите полења. Ако не може они да го задржат Карпуш, значи дури да истераат линијата, својата теза. Они имаат 4 општини. Да. Под 4 општини, ако не можете и тие 4 општини луѓето да ги контролирате, а што можете тогаш вие? Кој вас ќе ви даде доверба? Ако имавте 30 општини, па пола ќе ви се одцепеа тогаш. Вие од 4,25% ги изгубивте, а останатите ве колнат заради одлуката што сте ја донели. Не оди така тоа. Не им функционира системот, не им функционира стратегијата, не им чини реториката. Тоа е веќе така со години. И на овој начин не може да успеат. Сега друго е што во разни разговори, во едно, во друго,
никому не му е јасно како од една структура на луѓе која што колку и да е политички застранета и колку да не е способна во таа насока да размислува, сепак тоа се интелигентни луѓе, или барем некои од нив. И не е дека не може тоа да го видат. И често се случувало дури да отидете во параноја, да мислите дека не знам од некакви си причини, дури и намерно прават вака. Не е можно да не сакате да играте толку лошо, а да правите уште полошо од тоа што се смета дури и за најлоша варијанта, со преземање на такви потези, со давање на такви изјави и така натаму. Конечната разврска. Што е решението во цела ова приказна? Рековте дека одењето на една цела, дека овие две опции едноставно не можат да обстанат за земја, бидејќи ја влечат на сосема спротивни краеви, дури и по најбазичните национални интереси. Не мислев како опции, значи не мислев како партиски програми, не мислев како... Туку на личностите кои стојат зад нив. Постои една... Во Социјалдемократскиот сојуз постои очигледно оваа групација која се обидува да го испровоцира сето. И која што во крајна линија судбината на државата ја сведува на пресметка меѓу личности. И тоа е таа структура која што мора да се замени и подобро е да доживее што поскоро пораз. Подобро ќе беше тој пораз да и беше нанесен како што треба во 2006, во 2007, до сега ќе имавме веќе сосема нова ситуација, сосема нови луѓе, ќе имавме поинаква политичка борба. Меѓутоа, тоа било што било, таму мора да се случи промената, за да може потоа да дојдеме конечно на своји позиции. И во оваа држава да добиеме една нормална политичка борба која што ќе влече самата држава напред, која што Господин Јаневски, вие изворедно вака аналитички го анализирате се во ова. Ми се допаѓа, но има некои конкретни работи кои може би ќе го спуштат нивото на разговорот. Се работи, еве, например, Стефче Јакимовски се отцепува, донесува одлука каква што донесува, не се отцепува од идејата, он не престанува да биде социјалдемократ, он не се откажува од таа идеја, он е практично сака да остане практичен. Не знам дали он беше либерал, па он влезе во социјалдемократите затоа што тогаш тие му овозможува. Не отиде у власта. Така. Идејата дека, например, доаѓа веднаш денот како се случи тоа, не му стигнува кривична пријава, Урбан Инвест и така натаму и така натаму. It's too inconvenient да си кажеш дека па сега не е ова што оние теории дека Бранко Црвенковски тие луѓе ги држи едноставно, знаејќи и собира такви луѓе за кои може утре да им извади, ако се непослушни, да им извади и ова да биде пример, например, како тоа ќе го прави. Сметате ли дека тој човек се уште има таква силна таа моќ на тие структури? Ма тоа е системна работа. Значи не е проблем ако вие сте и овозможили на некоја компанија да израсне и потоа таа компанија да ве храни вас со податоци. Тоа не е спорно. Во конкретниот случај има еден проблем кој што ја прави целата ситуација смешна и провизорна. Значи јас не знам какви коцки таму ставал Стефче, дали ставал мермерни, гранитни, дали правеле некаков алаш вериш. Не ме занима тоа. Меѓутоа, оваа компанија која што му поднесува кривична пријава, станува збор за нешто што се случувало летото. Па добро, луѓе, зашто вие криевте 6-7 месеци? Во рете што поднесувате, але што правевте до сега? Не, ама постои кривичното право, не го дозволува тоа. Ти бара одреден рок да поднесеш кој ти има криминал. Не се работи за рокови. Вие не смеете 6-7 месеци да имате сознание за некого дека е Па токму тоа и го криминалец и тоа да го чувате за себе. Морате да известите надлежните органи за тоа. Вие сте имале, вие тврдите дека имате ситуација каде што овој наместил тендер за да украде пари. Па што правевте вие 7 месеци? Тоа бара посериозна истрага. Сте се уценувале, не сте се уценувале. Сте му набарале да ви даде друг тендер.
И паѓајќи од тоа, јасна е значи идејата на таа кривична пријава што таа компанија поднесе. Тоа не значи дека обвинителство не треба да постапува по нејзе. Треба да се види таму што и како е правено, меѓутоа во исто време треба да се види. Тоа е правна држава, тоа е систем. Зашто овие сето тоа време молчеле околу тоа, кои се другите нивни интереси? Ако е тоа системна работа, што станува тогаш со другите општини? Оти во оваа држава, знаете, кој како дојде на власт, почнува да лепи, да менува коцки. Главно беа тие од оваа компанија. Како заклучок може да се донесе од ова? Ја имали Бранко Црвенковски навистина толкова и таа моќ да така ги влече конците за сите оние што се околу него, кои треба логистички да го поддржуваат се до базата? Дека има моќ, таа има. Ова не е сериозен удар ова. Ако гледаме сега од политички аспект, значи ова повеќе личи на некаква си порака до другите. До Стефче Акимовски или до другите, или не знам што, бидејќи. Но пораката беше ке зажали и он и неговото семејство. Мислам, тоа е Да, ама тогаш кога ќе ги вратиме по луѓите лостовите на моќта, ова сега е ефемерна работа. А спомнувањето на семејство? Таа реченица, ворете она, нели, да ти се заканам како политички противник. Слушај ме ти мене, Никола, јас тебе ќе те згазам. И тоа е политички, мене ми звучи окей. Ама самиот збор за употреба на семејство во јавен настап од лидер на партија ќе зажали ти твоето семејство, малце искрено да ти кажам, подголтнав кнедла. Што викаат србите, поедеме туџи срам. Тоа е како на еден концерт кога излезе еден бенд и свиреше раштимано толку фалш да ме фати срам, си излегов, не можев да слушам. Не ни размислував како они си се доживуваат себе си, нели? Види, жаргонски кажано, работата е прилично отидена и токму затоа мора да дојде до конечно расчистување. Како? До тој конечен суд, онаа пресметка кај окей Корал, која што пред малку ти ја кажав. А таа ќе се случи? Не меѓу две личности, туку меѓу со цел да оваа структура на сосема нормален демократски начин да се создаде ситуација, таа да се замине од власт. Таа не е у крајна линија кој ќе кажете структура, станува збор за само неколку луѓе, потоа системот ќе се сруши. Тоа што до сега власта се обидуваше, борбата ја водеше така што странично ги гребеше. Странично им ги отсекуваше можностите, им ги прекинуваше, финансиските комуникации, не знам што таму. Мора да се удри таму каде што. Оти ова не бива вак. Ема ни цел живот ни помина расправајќи се со вакви работи. И сега сите ќе се занимаваме 10 дена или 20 дена со некој си градоначалник на таму некоја си општина кој што се отцепило голема работа и од тоа правиме драма, затоа што таков систем создадов. И сега ќе бркаме, ќе пишуваме по весници, по телевизија, главна вест ни е како тој лепел коцки. Дали при тоа крадо. Па до сега таа работа требаше да биде завршена и веќе денеска треба да има во крајна линија и за едните, и за другите, и за третите, и за сите општини. Ние, занимавајќи се со вакви работи, ние немаме систем. Незамисливо е во 2013 година да имаме држава во која што некому ќе му падне на памет. Не велам дека навистина било така, не е ни битно. Зборам принципијално. Некому ќе му падне на памет со различни плочки кои што секој може да ги види, да краде. Луѓето се занимаваат со тоа како да измислат. Значи, според вас, ни локалните избори нема да бидат конечното решение, туку ќе бидат наредните парламентарни, кога ќе, бидејќи сега ми дадовте сосема една поинаква слика. Ако ги вратат мандатите, тогаш тие 61 пратеник, бидејќи ќе мора да има избори за тие вратени мандати, така, по автоматизам, каде што ги добиле, а овие 61 пратеник што ќе останат во парламентот, тие може да прогласат
предвремени парламентарни избори, но по нивни назор, тогаш кога нив им одговара. Значи, ако бидат вратени 42 мандата, ќе треба да има избори за тие места врз основа на одлука на председателот на собранието. Значи, така е пропишано со изборниот законник и така не може поинако ни да биде. За да има за сите 123 пратенички места избори, со тоа треба да се согласат мнозинство од 61 пратеник. И во таа смисла велев дека не е случајно дека самата власт може да предизвика некакво изненадување тогаш кога спротивната страна тоа најмалку ќе го очекува. Меѓутоа, знаете кај нас како во принцип ке ваквите работи понекогаш и нема некоја долгорочна стратегија, туку може да се игра во зависност од ситуацијата која што се менува од месец од ден, од месец во месец. Така што ќе видиме, меѓутоа знаете, тоа враќање пак на тие 42 мандата е од уште од пред 2 месеци. Па вратете ги луѓе. Јас искрено мислев дека тоа ќе го направат така што тоа да се поклопи евентуалното распишување на избори за тој период на крај на март или евентуално да го постигнат она што токму највише или им треба. евентуално во првата половина на април, па тука да се бара некаков компромис, бидејќи би било лудо ако според термините сега имат избори, па после 2 или 3 недели морате пак да одите на други, нели? Да. Меѓутоа, они и тоа го пролонгира. Зошто? И постојано не знаат да се борат и затоа што се борат на начин кој што не може да им донесе успех. Не можете на тој начин да се борите против организирана партија. Дали е единствениот начин да остане на чело на СДСМ на Бранко Црвенковски му е токму тие предвремени парламентарни избори? Не може да остане, како ќе остане на чело? Мислам дека тој веќе конечно и сваќа и најави повлекување. Дали неговото повлекување од СДСМ може да ги иницира овие позитивни процеси на демократски промени во самата партија? Мислите во смисла на тоа да се повлече и да биде великодушен и да покаже добра волја и да каже јас да дава пензии и така. Туку мора да биде поразен човек. Поразен како политичар. Сакате да кажете дека он сега одбегнува токму така, не сака да си замине. Ајде, он што одбегнува, значи он има создадено систем таму, структура на луѓе. Гледате како се држат за него. Како дете кое што ве влече за капут за лижавче. Буквално тие го имитираат, зборовите му ги имитираат, гестикулацијата му имитираат, создал човек од клонови. Неќе да размислува, некој си таму асистент му дал оваа држава диплома, тој излегува таму избори небулози, а сака да ве повлече да застанете зад него и да му даете доверба да ја води државата. Како да е ова, не знам, Втора светска војна, па сега приказната за партизаните и за шумкарите. Денеска е друго време, па пред малку зборевме, 70-60% од населението во Македонија има интернет. Не се луѓето до толку. Сакаат повисока плата, повисок стандард. Донесуваат таму машини, луѓето бараат ако може тие 100 милиона или колку беа за апарати во лекарството да се дуплира таа сума, да може понапред порано да се зголеми превенцијата за болести. Господине Јаневски, вие ми кажувате дека не е овде прашање дали е Никола Груевски или Петко или Станко или Дарко или Јанко, туку едноставно времето, системот едноставно ги исфрла Бранко Црвенковски од употреба. Поточно не е ни Бранко Црвенковски, туку е тој систем на работење едноставно веќе не функционира во ова време. Едноставно не поминува, како што говоревме за новинарите, нели? Лути враќаат награди затоа што добиле отказ, а никош не ќе да се запрашаат каков е нивниот рейтинг. Исто и со политичариве. Едноставно времето не си се прилагодил на времето, инсистираш на твојот систем на работа, а не ти поминува. Па ти е крив Груевски, па ти е крив Јанко, па ти е крив Дарко, тоа е фашизам, а светов те гледа, се чуди, па се крсти со две раце. Види, Јанко, првите значи,
во шахот има мал милион отварања. Па не знам, сицилијанска одбрана, па вака, па така. И првите сега ситуации пред не знам колку години, значи, биле познати до 16 или до 17 поте. Како минувало времето. Че веќе вие морате да ги знаете сите варијанти за до 20 поте. И така натаму. Проблемот е овие што останале на тие варијанти од пред 50 години, кога се познавала ситуацијата во првите неколку влечења, а против себе имаат противник кој што отишол понапред. Овие едноставно не се движеле така како што минувало времето, за да можат да парираат, за да можат да ја соборат ако веќе сакаат, а сакаат, нели, со опозиција, оваа власт на Никола Груевски. Не можат да се борат со нив. И затоа луѓето излегува да се тепаат со полицијата. Затоа што него не го бива, сега сите треба да пропаднеме. Не оди тоа така. Проблемот е меѓутоа што таа работа не се отвори 2006-2007 година. Како требаше, што требаше тогаш да се случи по вас? Што промашија, што утна, која можност беше? Некојаш велеа дека Љупчо Ѓоргиевски ја пропушти таа можност 98 година. Уствари, тука е клучното, нели, кога требаше да расчисти со сите криминални структури, нели, и можеше тогаш да заврши работа, тој очигледно направи дил. Он не го направи. Тоа, значи, дилот сосема јасно постоеше, меѓутоа мислам дека тогаш немаше некакви атмосфера и после онаа еуфорија од победата на ВМРО ДПМН и на Демократска алтернатива, некако јавното мислење во државата бргу се сврте назад во полза на социјалдемократија. Сојуз Ѓоргиевски не сакаше да се бори против тоа, не против јавното мислење, меѓутоа не сакаше да се бори за да го оствари тоа што го ветуваше со програмата. И таа атмосфера потоа во државата едноставно го прегази. 2006-2007 не беше така, меѓутоа мислам дека постоеше некаква во крајна линија тогаш и председателот сегашниот на Социјалдемократскиот сојуз беше председател на државата и некако во таа ситуација се остана. Да не се отвори да не се отвори процесот на создавање на стандарди во државата кои што ќе значат дека оној што изгубил се едно од спротивната од било која партија на избори, дека тој веќе нема што да бара во политиката и во таа партија. Како секаде во светот, што? Тоа е истрошена вредност. Како што е секаде во светот. Нормално, зарем вие мислите дека другите земји во светот, оние лидери што губат, не би сакали понатаму да останат. Единствено тоа му успева на овој на Берлускони, меѓутоа таму е друга ситуација. Тој кога сака се оди, кога сака се враќа. Затоа денеска имате изјава дека он ја има упропастено Италија и така натаму, не е ни битно. Меѓутоа тоа не функционира и тој систем, тој процес кај нас не беше отворен. Кога станува збор за ВМРО ДПМН се отвори 2003-2004, на спротивната страна не беше отворен и тоа е тоа што сега не влече назад. И мислам дека полека и сите во државата тоа го сваќаат, вклучувајќи ги клучните политички играчи, дека тоа не ја влече само таа партија назад, тоа ја влече веќе целата држава назад. Тоа е проблемот. Иначе додека ја влечеше само партијата на социјалдемократите назад, тогаш тоа е добро, нели, за спротивната страна. Овие имаат низок рейтинг и ние ќе владееме 100 години. Сега е проблемот што тоа не потопува сите. И тоа е нешто што сме го кажувале, сме го збореле дека ова ќе се случи. Не можеме да ги знаеме деталите, меѓутоа оваа ситуација дека дојдеме, тоа сме го збореле уште од 2007 година. Значи конечно ќе ја видиме разврската оваа година. Јас се надевам и мислам дека во тој правец одат работите, ако не ја видиме ќе биде лошо. И така, ќе продолжиме да се занимаваме со бекатон коцки, со кризи на секој 6 месеци, со тоа која запирка каде била напишана во извештајот на Европска Унија, а главниот проблем ќе си стои. Господин Јаневски, ја ви благодарам за гостувањето вечерва и за оваа ваша опширна анализа. Ви посакувам многу успех на вашето ново работно место во
редакцијата на Дневник и ќе ми биде задоволство да ги видам и промените кои ќе ги донесете евентуално, и кој предпоставам вие сте, како да кажам, човек кој не прави радикални резови, туку сака да делува и по вашиот говор, и по вашиот менталитет и карактер. Но очекувам дека интересни и возбудливи времења доаѓаат не само на политичка сцена, што не ги најавивте, што не се сомневам дека ќе биде многу интересна и жешка година, туку и во една свежина во Дневник која... Кога рековте промени, предпоставувам, мислевте на содржински. На содржински промени. На тоа мислам чисто како конзумент кој ги перцепирам, никаков друг карактер. Тоа е тоа. Ви благодарам уште еднаш. Драго ми беше. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.